Според истражување на Институтот за човекови права, дури 2/3 од средношколците потврдиле дека во нивните училишта има булинг, што и не е за изненадување ако станува збор за истражување од пред 2 години, но чинам дека и денес работите се исти, колку што нели по редовно ја третираме оваа тема, ги добиваме и ние од терен овие мислења на децата. Девојчињата почесто го препознаваат насилството, социјалните мрежи се најчестиот простор каде што тоа се случува. За причините, последиците и системските решенија утрово ќе разговарам со Јелена Кадрич, извршен директор на Институтот за човекови права, и секако од психолошки аспект свој искуство ќе ни сподели Гордана Блажевска-Спиридонова, психолог во Средното Никола Карев. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Кажав дека истражувањето не е најново, но сепак ако се согласувате со мене, булингот е тема која што навистина ни се провејува низ годиниве како актуелна. Па ајде да почнеме според вашето истражување, Јелена, 2/3 од средношколците потврдиле дека постои булинг во нивните училишта. Има ли нешто што ви изненади и во овие резултати, но и во резултатите од истражувањата кои што ги правите на оваа тема? Пред се благодарам за поканата од ваша страна и можноста да се осврнам на оваа актуелна тема и да ги на некој начин презентирам искуството и предизвиците со кои што се соочувавме при реализација не само на ова истражување, меѓутоа и на други истражувања, бидејќи Институтот за човекови права подолго време работи на оваа тема, почнувајќи од дискриминација, говор на омраза и булингот како дел од сето ова. Спроведени се и многу анкети, истражувања, имаме и други понови, имаме моментално и проект кој што работиме со ученици во основните училишта, заедно со психолог и со јавни обвинителки, каде што директно со учениците, наставниците и родителите ги изложуваме на некој начин последиците од врсничкото насилство, бидејќи оваа појава, како што спомнавте, долго време трае и во последните години можеби е се поизразета и стануваме се посвесни за постоењето токму на големиот процент, тоа го потврди и самите ученици. Она што не изненади конкретно од ова истражување што го спомнавте е пред се да кажам на некој начин и позитивно не изненади е тоа што самите ученици се свесни за врсничкото насилство, го препознаваат, го дефинираат, ги знаат нели основите, да кажам, и поделбите и видовите на врсничкото насилство. Меѓутоа, она што кај нив е како млади актуелно е тоа што за сите појави го користат еден збор, а тоа е булингот, нели тоа е одомаќинет помеѓу младите и најчесто е распространет на социјалните мрежи, како што веќе и беше спомнато. Меѓутоа, она што друго изненадување кое што го добивме како резултат е тоа што постои некоја разлика во проценти секако помеѓу свесноста за постоење на булинг помеѓу наставниот кадар и помеѓу учениците. За разлика од учениците кои што во истражувањето излезе дека 2/3 нели се свесни и признаваат дека има малтене секојдневен булинг, наставниците беа порезервирани и мал е процентот кој што го потврдија тоа дека булингот е секојдневна појава. Зошто е тоа така? Најверојатно е претпоставуваме дека се две причини. Од една страна можеби наставниот кадар и не се толку свесни и немаат вештина за да ги препознаат сите тие облици на врсничко насилство, што можеби не е тоа причина. Повеќе сметаме дека се работи за врсничко насилство кое што се одвива на други, значи не пред или во училиштата, него се одвиваат во училиштата каде што и наставниците не се, да кажам, не можат да имаат сознание околу тоа. Така да и најголемото изненадување е и можеби причините зошто се случуваат овие појави, врсничкото насилство кај девојчињата. Основот беше омраза, завидливост и љубомора, а кај момчињата имаме поприсутно физичко насилство, исклучување од група, шегачење и насилство кое што е инспирирано заради покажување на моќ. Гордана, како психолог во средно училиште, колку често се среќавате со
булинг, со ваков вид на насилство од страна на учениците, колку често они тоа го препознаваат, комуницираат со вас? Зошто девојчињата се поизложени на булинг и еве да се надоврземе на тоа што го каже Јелена пред малку, каде е проблемот што наставниците не го детектираат тоа во голема мера, како што треба тоа да биде така? Непрепознатливост или други се причините? Каде лежи тоа? Ако погледнеме и ако побараме, ќе забележиме дека булингот се случува. Различните форми на насилство, предходно во говорењето од наставничката, тие беа споменати. Голем дел од нив не ги дефинираат ни самите млади, препознаваат одреден дел од насилството, а одреден дел од насилството имаат слепи точки, во однос ги трпат, страдаат од нив, ги доживуваат, полесно ги забележуваат кога е кон нив насочено и задолжително потешко ги забележуваат кога самите го применуваат. Кога самите го применуваат, се изнаоѓаат голем број на причини, нели оправдани, зошто мора да се бранат или да бидат на тој начин безбедни, да речеме со суровост. Се случува да пријават. Јас верувам дека кај нас, да речеме, во Никола Карев, години наназад многу активно работиме на работењето на јасна политика на нулта толеранција на насилство, со влегување континуирано кај младите и говорењето, едуцирањето на младите да го регистрираат кај себе и кај останатите и да се решат да развиваат култура на комуникација, да се пожалат, да се поплачат и да решат да направат нешто друго отколку само одржување и непријавување, да речеме. Нашата култура е специфична. Кај нас повеќе ќе постои култура на да не постои тастање и цинкање, отколку да и на тој начин се одржува проблемот, отколку и наставниците би сакал, извинете што ве прекинав, дали тука е исто така не постои култура во контекст на тоа, ајде да немаме сега поголеми проблеми, па не го гледам тоа, или дали се плашат и наставниците да се инволвираат во целата таа приказна, бидејќи знаеме дека и не е мала работа кога зборуваме за булинг, дали постои стравка и нив можеби да се вклучат во процесот на решавање на проблемот? Навистина ние како народ имаме специфичен став кон казната и казнувањето, така да развиваме голем број на одбранбени механизми, отворени и манипулативни за тоа да не се случи, така да најверојатно ни се тоа по усвоени стратегии на постапување, отколку директно, јасно и отворено комуницирање и барање на решенија. Навистина, децата знаат да кажат, па и возрастните, дека тоа нешто педагошко-психолошката служба дига галама и поради тоа може да се создаде тенденција да се прикрие, да се игнорира, да се сврти главата на друга страна и истата да не се решава ситуацијата. За жал, дури и јас имам информации дека одредени и ќе се прикријат и од некои што се креатори на политики во училиштето, за да не дојде до, не знам, критика и слично. Иако и, пак ќе кажам, развиваме огромен број на одбранбени механизми каде што му даваме друго име на тоа што се случува и тогаш не превземаме одговорност истото да го решаваме. И на овој начин се создава една хостилна, непријателска средина каде што ние ја вртиме главата на друга страна и потоа тоа расне. Проблемот се акумулира и тој изгледа веќе многу поголем да се решава и да се справува. Иако бидејќи беа споменати основните и средните училишта, јас бе кажала дека средните училишта сепак имаат многу повеќе алатки да ги решаваат ситуацијата со булингот. Основните училишта, во средните училишта се уште може да се отстрани ученик, ние тоа исклучително ретко го правиме, меѓутоа имаме таква опција и можност, така да тоа како некој вид на надворешна закана се свесни младите. Во основните училишта несериозно ги сваќаат активностите на службите и на возрастните децата, за да води кон одредена промена и пак ќе кажам, родителите навистина се една важна алка во целиот процес. За жал имаме повеќе сосем разбирливо родител да сака да го заштити своето дете, меѓутоа не има една објективност во пристапувањето дека не треба да го воспитуваш детето, треба да го учиш на вредности, треба да го учиш на емпатија, сочувствителност, на барање на решенија. Ние како да сме како народ меѓу двете тенденции, или ќе си ги извадиме очите или не се гледаме. Така да како да нема средина меѓу нив и да развиваме стратегии на решавање на ситуациите.
Така. Добро, тоа е сигурно една од причините зошто младите и се плашат некои од нив и да проговорат, ако не чувствуваат нели заштита од повозрасните. Сега тука прашање сакам и до двете, нели може и да се надополнувате. Девојчињата почесто го препознаваат булингот, тоа вели вашето истражување. Па како го толкувате тоа? Дали тоа значи дека се подобро подготвени да се справат со него? Зошто такви резултати? Па, зошто? Точно е дека девојчињата, да кажем, се посензитивни кон оваа тема. Во нашето истражување потврдиле дека, значи, дека почесто се случува булингот, дека постои воопшто булингот во нивната средина. Пред се претпоставуваме дека затоа што имаат поголеми искуства во булингот, може би се посвесни или имаат поголем капацитет да го препознаат тоа. А од каде доаѓа и пред се според истата таа анкета многу повеќе девојчињата користат социјални мрежи отколку момчињата. Значи кај девојчињата повеќе од 4,5 часа дневно се на социјалните мрежи, додека момчињата 1 саат помалку. И понатаму истражувањето покажа дека девојчињата повеќе и комуницираат, значи објавуваат статуси, споделуваат фотографии, коментираат, почесто се во оние групи се покрај Инстаграм, ТикТок, Фејсбук, форуми, групи, значи другите форуми, они се поактивни и предпоставка е дека токму заради таа активност и предизвикува нели и поголемо учество во овие несакани појави, тоест во булингот. Понатаму девојчињата се и поголеми жртви на некој начин на збориме повеќе и за сајбер насилството, значи во дигиталниот простор, бидејќи се многу почесто предмет на озборување, понатаму предмет на сексуално вознемирување, испраќање на пораки, препраќање на фотографии нивни, без нивна согласност спрема останати други лица и биле предмет на онлајн демнење многу почесто неголи момчињата. Она што исто така може да кажеме дека девојчињата можеби се и повеќе склони да себе си да се сметаат дека се предмет на онлајн врсничко насилство, имаат поголема емпатија за и го препознаваат и значи се повеќе емпатични спрема жртвите, да кажам, и сведоците на семејното на врсничкото насилство и некако се поподготвени, поотворено да зборуваат и да побараат помош, нели, додека се случи такво нешто. Така да затоа сметаме дека можеби и кај девојчињата е поголема, процентот е поголем, а кај момчињата тие за разлика од девојчињата не само што се помалку присутни и кај нив е повеќе присутно физичкото насилство, меѓутоа и играат игрици, да кажам, на социјалните медиуми, така да и од таму и се сепак мора да кажеме и нашето општество е малку постереотипно и не може да не забележиме дека кај момчињата нели како што спомна Гордана, тоа жалење и начинот на кој што би побарале помош е можеби се уште табу тема. Так. Јас би кажала дека она што зборува Јелена е за оние родово нормирани карактеристики кои се поврзани со нашата култура, како ги пренесува пораките, она што се очекува, до кои се границите кои се поставени за момчињата и за девојчињата. Мислам дека во оваа област многу повеќе и порано почна да експериментираат девојчињата, па така сега и се случува, за жал, го стигнува и тоа до медиумите, многу различни форми на насилство и веќе и физичко насилство кои го применуваат, за жал, и девојчињата. Момчињата некако испаѓа дека не треба да се пожалат и да бараат помош, туку машки треба да издржат ситуацијата, така да би кажала дека забележуваат и едните и другите, меѓутоа можеби по-зборливи се девојчињата и повеќе ќе се решат да побараат, да речеме, помош, бидејќи културолошки е поприфатено тој начин на реакција. Меѓутоа, секако дека мора да се учат вештини едните и другите, како да воземаат став кон овие ситуации, како да се изјаснат за ваквите ситуации и како да се решат да превземат чекори
кои се поконструктивни. Сега кога сме кај чекорите, ајде и така да го поставам прашањето од ваш аспект, кои клучни чекори треба веднаш да се превземат за поефикасна заштита од страна на врсничко насилство? Па пред се потребно е едукација. Едукација, меѓутоа, на многу помала возраст. Значи, училиштата и образовните институции секако треба пред се да воведат и превентивни програми насочени кон подигање на свеста на учениците, на родителите, на самите наставници и пошироката заедница за последиците од булингот, бидејќи ние последиците се многу да кажам, страшни отколку што сметаме или вака мислиме дека може да има последици од овие појави. Понатаму потребно е воспоставување на внатрешни политики во самите училишта, каде што ќе се упатат јасни пораки дека булингот не е добродојден никаде. Јас, Гордана, во средно училиште и секој дека постојат и стратегии, и закони, каде што самите државни институции, значи Министерството за образование и Бирото за развој, ги носат овие стратегии, меѓутоа нивната примена не е толку честа или пак некако како да не заживеа таа постапка за пријавување од страна на училиштата. Ние можеби во средните, кој што спомна Гордана, има пракса, меѓутоа таму каде што работиме во основните училишта, тука може да кажам дека како да затајува тоа пријавување, таа постапка која што е секако административна и мора таква да биде, меѓутоа е на некој начин обесхрабрувачка за родителите и за самиот наставен кадар, за да тоа не се расшири, за да не се прочуе, за да не падне рейтингот на училиштето или самите родители се некако ставени сами на себе, значи да ја спроведат таа постапка, тоест нивната упорност, повеќе отколку да биде иницирано од самите училишта или од наставниот кадар. Некако се останува во рамките на училиштето или на оделението каде што се случуваат овие појави. Така да сметаме дека мора да постои и поддршка од самиот наставен и стручен кадар, бидејќи најголем дел од времето учениците го поминуваат токму во училиштата и тие се кои значи први да кажам некако осим родителите кои што можат да приметат, да посочат и секако да дадат некое упатство, тоест советување за понатамошна постапка. Така. Гордана, само накратко се извинувам во интерес на времето, од ова што го слушнавме Јелена што го кажа досега, се согласувате ли дека тоа се суштинските чекори што треба да се превземат? Ако зборуваме за решение. Во многу наврати сум кажала, исклучително е важно да е реактивна средината. Само тогаш ќе поверуваат младите и само тогаш ќе се решат. Да пријават, да се пожалат и да бараат решенија. Тоа мора континуирано, мора да има многу јасна, отворена, транспарентна политика за нетолеранција на насилство. Континуирано да се зборуваат, тие по автоматизам постапуваат според културата, кодексот на однесување на нивната врсничка група, така за да им се понуди поинаков агол на гледање, да им се понудат поинакви чекори, на кој начин сето тоа може да го направат, да имаат стратегии училиштата и подискретни стратегии, каде што е преку решавање на конфликти, учење на она социоемоционално учење, на совладување на вештини, како да се справуваат во ваквите ситуации и потоа да постават јасни граници. Како вид на однесување едноставно е неприфатливо и истото ќе оди веднаш со реакција од училиштето и тоа сите субјекти во училиштето да се тука единствени во начинот на постапување и таа култура и вредности кои што ќе ги застапува пред младите. Ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Верувам дека со поентите бевме едукативни и се разбира го задржавме вниманието на сите да не слушаат, затоа што оваа тема итекако треба да се зборува. Поздрав до гледачите, нека применуваат и тие промени секаде каде што делуваат и се движат. И да пријавуваат, да ги охрабриме и родителите и младите, значи да пријавуваат, затоа се и овие теми. Ете така, дека не се сами. Ви благодарам многу за гостувањето.